Филип Ивановски, визуелен уметник и активист. Добар ден. Каква е врската помеѓу активизмот и уметноста? Да, денес тоа е доста актуелно прашање. Не само кај нас, кои што го гледаме секојдневно изминатите 5-6 години, него и на светско глобално ниво, која е таа врска меѓу активизмот и уметност. Интересно е дека од една страна активизмот користи некакви средства од алатки од уметност, уметнички алатки, во спроведување на активистичките акции. Тоа може да се види измеѓу наши примери, она што сме го правеле за ГЦЦ или други акции околу Протест Скопје 2014, како се користат перформативни и ликовни уметнички алатки за артикулација на активистички проблеми. Обратно, често пати се случува некогаш, или во она што јас го работам со некои крупни соработници, во медиумот на уметноста се користат активистички алатки, како протест, одредени пароли, темите кои се обработуваат. Се со една единствена цел да преку уметноста се овозможи некаков процеп во општеството, да се отвори процеп кој што ќе предизвика некакви реални општествени промени, што и на некој начин би требало да биде улогата на уметноста во врската со општеството, со општествениот контекст. Каква е состојбата на уметноста во Македонија, на какви гранки се наоѓа денеска? Да, ова прашање мислам дека е доста актуелно, особено, како што ги кажа, последните 9 години, бидејќи испадна дека уметност и културата се многу битна гранка на оваа владачка структура. И баш се користат за нивни, баш се користат како гранки за нивни цели, за искажување, артикулирање на државните цели. Од една страна имаме доминантна културна политика, која што е на некој начин визуализирана преку Скопје 2014 и тој наратив на нов национален идентитет кој што е конструиран врз некаква антиквизација, а од друга страна наспроти тој имаме маргинализирана независна култура, критична култура која што би требала да ги артикулира промените во општеството преку уметност. И мислам дека тие има огромни две спротивни точки. Една доминантна позиција на моќ, една маргинализирана уметност од другата страна. И тоа создава на некој начин еден реален конфликт, кој што се обидувам, или јас се обидувам преку моите дела, акции, издружувања, да ги разбиеме тие доминантни позиции на моќ, кои што се промовирани од државата. Дали независната маргинализирана сцена на уметници успева да прекоси? Па ја мислам дека успева. Се обидувам, мислам дека сите овие здружувања на различни нивои, од уметнички до активистички изминатите години, покажуваат дека не е невозможно да се направи промена. И тоа е една од мотивациите да се обидуваме да направиме таа промена. Мислам преголеми се тие зидини кои што се создадени од државата во однос на граѓанското општество, граѓаните и она што е промовирано како некаква зидини на изолирана уметност од општествениот живот. Како една од главните стратегии на оваа владеачка структура, можам тоа да го кажам, дека е изолирање на моќта на уметноста, односно анулирање на моќта на уметноста од реалниот општествен контекст и потреби, со тоа што тоа го прави преку навидум едноставни, бидејќи има моќта во себе, ја изолира преку институциите и ја затвора во незината автономија. Тоа што театарот станува само театар, ликовната уметност само ликовна уметност, како да таа не е поврзана со општествениот живот. И преку тоа намалува моќта на уметноста. И мислам дека тука е една од главните битки на она што се вика критична независна уметност, ангажирана уметност, да ги разбие тие зидини. И се обидуваме низ различни проекти, се обидуваме тоа да го правиме. Од друга страна е опасноста што преку медиуми по широката јавност се промовира таа идеја дека уметноста е изолирана од општествениот контекст, иако за таа изолација се користат државни ресурси. И пак ќе кажам, тоа станува чудно кога една активистичка група ќе влезе на сцена во театар за да искажи протест, тогаш се осудува протестот како една демократска алатка, а не се осудува стратегијата целосна на тој државен театар во продуцирањето на таа културна програма на конкретната таа институција или други институции. И мислам дека превидлива станува таа разлика. И на некој начин така би ги опишал ја позициите на државата и уметноста. Што се случува со уметникот кога станува
слуга на владеачките елити? Да, ова е многу битно прашање. Мислам, јас доста истражував на резиденцијален престој во Тирана 2 месеци минатата година. Го истражував тој однос на државата и уметникот. И сега има различни примери. Ова за кај нас е на некој начин што се случува. Уметникот или уметникот кој што се занимава со ангажирана уметност секогаш треба да пркоси на тие доминантни позиции на моќ, да ги деконструира, да ги разбива, да отвара процепи за демократски делување и вклучување на граѓаните, а во оној момент кога еден уметник ќе стане слуга на режимот, мислам дека го прави обратното. И тогаш уметноста добива улогата на државата добива улогата на уметник. И тоа го злоупотребува доста владачката структура, гарнитура на ниво на пропаганда, каде што сака да оддели, тоа е анулирање на моќта на уметноста, сака да оддели професијата од општествените случувања. Тоа на некој начин ме потсеќа на она позната реплика од филмот Мефисто, кој што завршува, каде што тој само се прашува, откако стана тотална слуга на нацистичкиот режим, преземајќи улогата на Мефисто, се прашува, усвари вика, јас сум само глумец, што барате повеќе од мене. Мислам дека тоа е клучна реплика која што може да го објасни улогата на македонскиот уметник денес во денешното општество. Дали некој само глумец, дали некој само сликар или носи поголема одговорност. И за мене е многу битна таа одговорност што ја носи одреден уметник кон, како да кажам, кон реакции во јавниот дискурс. Така што и тука доста победува владачка гарнитура, каде што ја користи уметноста во функција на незината пропаганда и со тоа таа стана алатка на пропагандата, а не борба против пропагандата што би требало да биде. Мислам, има примери историски како соцреализмот, да речеме, каде што буквално уметноста, односно стилот на соцреализмот се изедначува со политиките на сталинизмот во тоа време и некои доста теоретичари на уметноста пишуваат за тој стил на Сталин, каде што уметноста буквално е изедначена со политиките на одредена гарнитура, кој што за мене е доста проблематично и опасно кога зборуваме за едно демократско општество, кога зборуваме за уметност која што треба буквално да предизвикува промени. Да отвора процепи во општеството и така да мобилизира граѓани, да каже дека возможно и вака, возможно е, постои друга алтернатива. Ете, ако треба во една реченица да ја дефинираме улогата, мислам колку тоа да не звучи сега претенциозно, но уметноста треба најверојатно да отвора процепи дека возможен и друг начин. Да го покажува на некој начин патот. И тоа е култура на некој начин, дава правец на некој на општеството. Културата треба, мислам, да дава баш правец на општествените случувања. Односно, уметноста треба на некој начин да биде чекан со кој што ќе го обликува општеството, а не нејзино огледало. Нас не се случува буквално тоа, не се случува еден параван, едни кулиси, кои што ништо немаат за себе, конструирани кулиси и нека идеја за култура и уметност кој што е директно во функција на владачката структура. Филип Јовановски, ти благодарам. Искра Гешовска, културен работник. Добар ден. Што е уметност? Па тоа е можеби едно од потешките прашања да се одговори, бидејќи според мене уметноста е еден хибрид од повеќе клучни човечки пориви. Таа во себе вклучува освен креативен потенцијал на човекот, вклучува темелен мислечки потенцијал, вклучува перспективи на слобода, на етичност, на придвижување. Значи, таа е она, во една смисла, нели, така да наречам Хераклитовска, која што не дозволува нештата да застанат. Со еден збор, ако сакаме малце по конкретно, иако ова е тема, нели, која што би можела само за тоа да се разговара што е уметноста, таа е она човечка навртка која што, според мене бар, го стимулира диалогот, разговорот, критиката на сите состојби околу неза. Таа е она едро
кое што ја насочува пловидбата кон еманципаторските човекови, емоционални и интелектуални и политички действувања. Какви се релациите помеѓу уметноста и политиката? Па, тоа се дебати веќе со векови кои што се водат. Јас стојам на онаа страна која што вели дека уметноста е длабоко вкотвена во политичкото. Значи, правам разлика меѓу политичко и политика. Таа е длабоко вкотвена во политичкото, во општественото, во сегментите на човековата одговорност кои што мораат нужно да го покажат својот хоризонт, својата визија за она како треба да се гради едно општество според принципите, реков и претходно, на еманципација и се. Значи, односот помеѓу уметноста и политиката според мене е двонасочен и нераздвоив. Јас просто жестоко се борам против идејата на уметноста како нешто ефемерно, нешто епифан, нешто кое што постои во облаците, нешто кое што постои над она што е општествена и човечка мака во еден збор. Значи, уметноста треба на креативен начин да ги произведе сите, да ги препознае пред се и да ги произведе понатаму, да ги развие сите конфронтирачки точки на отпор во општеството. Има ли уметноста за себе едно каче, ослободено од општествениот контекст? Успева ли да задржи едно каче? Тоа зависи од индивидуалните формации, но и од оние уметнички колективни формации. Таа би морала, односно уметникот, културниот работник, еве да не одиме само во уметник, значи генерално културниот работник мора да се бори, да го сочува парчето, фрагментот слобода, бидејќи јас не верувам во концептите за апсолутна слобода. Ние имаме фрагменти низ нашиот живот, фрагменти на слободата. И сега тоа се разбира, зависи од концептите на моќ, од државниот апаратус, но и од капацитетите, волјата, храброста на самиот уметник и културен работник да се избори за тој фрагмент на слободата, во кој што, како што реков претходно, ќе ги практикува сите корективни, конфронтирачки аспекти, творечки аспекти на отпорот како идеја за социокултурната динамика која што мора да се менува и мора да носи еманципаторски ветришта. Слободата како поим е многу важна и за уметноста и за политиката. Дали може да и се наметнат граници на уметноста? Се разбира дека може, за жал. Значи, може да се наметна, тоа ни го покажува историјата на уметноста, историјата на уметничкото творештво во сите медиуми, не само во визуелните, туку и во изведувачките, во сите можни медиуми ги има, нели, повеќе. Може да и се наметнува на уметноста. Тоталитарните режими го сведочат тоа. И некои други монархистички, можеби, режими го сведочат тоа. Знаете како еден Гете бил дворски писател. Еден Брехт имал чудна некоја улога во општеството од перспектива на неговите политички дистанцираности или ангажмани. И има Езра Паунд, да не ги бројам, има еден куп други, кои што имаат граници на слободата по свој избор или заради наметнатост. Но, она што е во архитектурата имаме најмногу примери за време на фашизмот, па и за време на овие комунистички тоталитарни режими. Имаме во филмот има многу такви. Најмногу, знаете, во овие кои што можат поголем популистички потенцијал да произведат. Во тие медиуми на уметноста имаме такви примери многу, да не ги бројам. Но затоа велам и ќе го земам за пример периодот на авангардната уметност, кога таа се создава, тоа зависи
колку ќе се наметне и докаде е храброста и докаде е безкомпромисноста и поседувањето на неподанички, нелукративен дух кај уметникот, дали тој ќе се избори со границите на слободата. Што се случува кога уметниците стануваат слуги на владеачките елити или на други центри на моќ? А еве сведочиме дури во нашето општество што се случува. Се случува помор, се случува помор на креативноста. Знаете, преку културата, преку уметноста, најмногу може да се види докаде е метастазирано општеството. Бидејќи таа е, културата и уметноста е таа која што ги отвара портите кон огледалноста на сите канцерогени точки во општеството. Тоа се случува. Буквално, значи, она јадро кое што, како што велите вие, треба да биде јадро на слободата, на слободното мислечко критичко битие, а тоа се уметноста и културата, тие се создадени да бидат тоа. Значи, кога тоа јадро е преклопено како со цунами бран со механизмите за контролирана слобода, контролирано творештво и мислење, тогаш, значи, тоа е сигнал дека во општеството се случува распад. И затоа сметам, особено, инсистирам сега на нашиот контекст, нема да одам понатаму и низ историјата и во други контексти, затоа сметам дека овдека оние кои што активно се бават со политика и кои што го разбираат политичкото, мора малце повеќе да обрнат внимание на значењето на културата и уметноста како интегрален, иманентен дел на општеството преку кој што се случуваат и позитивните и негативните промени. Значи, мислам дека во оваа земја сите политички субјекти низ овие 24 години го пропуштија тој момент на значењето на уметноста, на уметникот, на автономијата на уметникот и на уметноста и на културата како важна алатка за градење на општеството. Искра Гешовска, ти благодарам.